Добро вечер. По најавите за нови преговори меѓу САД и Иран, цената на нафтата на светските берзи бележи пад, второ деноноќие поред, и барел Брент се тргува по околу $85. Премиерот Христијан Мицкоски најави поголемо намалување на цените на горивата следната недела со можност за интервенција со акцизите и ДДВ-то доколку има потреба. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот и врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Денеска се стабилизира некаде околу $85-86 за барел, така што веќе следната недела очекувам поголемо намалување на цената на дизелот и на бензините. Но на кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена. Продолжуваме со случувањата во Гостивар. И по една недела од прогласувањето на епидемијата во градот, забраната за користење на водата за пиење и подготовка на храна останува во сила, се додека официјално не бидат добиени 3 последователни исправни лабораториски анализи кои ќе ја потврдат незината безбедност. Во меѓувреме, добрите вести стигнуваат од Крушево, каде официјално е укината забраната за пиење вода. После 6 мостри во 2 дена по 3 беа здравствено исправни и безбедни. Исто така последната од 24.7 се здравствено исправни и безбедни за користење како вода за пиење. Заради што од наша страна е известено јавното комунално предпријатие и надлежните од Агенција за храна и ветеринарство кои имаме информации дека веќе се излезени на терен да ја согледаат состојбата и најверојатно врз основа на резултатите и нивното мислење стручно ќе биде повлечена забраната и водата ќе биде дозволена да се користи како вода за пиење за град Крушево. Ана Тимова пресконференција одржаа во СДСМ од каде побара одговорност. Се уште никој не го покажа потпишаниот извештај со анализите за техничката вода во Гостивар. Кој институт, кој потпишал и одобрил? Кои се параметрите од анализата на водата? Додека граѓаните чекаат, водата е отруена во повеќе од 8 населени места. Во Гостивар, труење, хиперхлорирање, техничка вода, се уште без официјално потпишан извештај. Крушево, вода заматена и микробиолошки неисправна, затоа што уредот за хлорирање еден час немал струја. Се смирували епидемијата во Гостивар. Здравствените власти потврдуваат дека акутната фаза постепено слабее, но остануваат во состојба на засилен надзор. Според министерот за здравство Клековски, досега се регистрирани 869 формални пријави, а во следниот период фокусот се префрла на превентива од хепатит А и Е. Афродита Рамос. Акутната фаза на епидемијата во Гостивар е во смирување, но матичните лекари да се фокусираат на дијагностицирање на заразните болести кои може да се појават на опашката на епидемијата, како хепатит А и хепатит Е, посочи министерот за здравство Сашо Клековски. Тој дополни дека вкупно досега има 4303 заболени лица, а во последното деноноќе има 109 новопријавени пациенти, за кои се уште се прават епидемиолошките анкети, дали нивните симптоми се поврзани со епидемијата или пак се работи за редовни состојби. Во врска со тој заселен здравствен надзор ќе бидат испратени соодветни упатства до Центар за јавно здравје, до здравствените установи, до матичните лекари, а ќе бидат дадени насоки за комуникација со населението. Клучно е да има рано препознавање за да можеме да реагираме соодветно, а здравствените установи се веќе подготвени во смисла на капацитет за тестирање. Клековски вели дека паралелно со справување со епидемијата се работи и на анализа на системот за одговор на заразни болести, а со тоа ќе се анализира како се реагирало во Гостивар, пошто ќе се утврди дали се потфрлило во одговорноста. Стандардот за Гостивар за јулие 25 пријави за извештаи за заразни болести. Во тој момент спрема стандардите на законот не постоеле услови да се прогласи епидемија. Ќе ги земиме во предвид сите дијагнози што се слични на гастроентероколит и ќе ги објавиме тие податоци дали има основа некој да реагира. Ако се покаже дека има основа да реагира,
сите, вклучувајќи јас, ќе понесам одговорност. На темата здравствена криза во Гостивар се огласи и од СДСМ. Преку партиско соопштение потсетуваат дека нивниот председател Филипче веќе предупредил за опасноста од појава на жолтица во градот, а алармот кај надлежните, според нив, се вклучил доцна. Клековски сега признава појава на жолтица. Токму она што професор доктор Венко Филипче го каже уште минатата недела дека ќе се случи и дека тие не знаат да управуваат со криза. Јасно е дека човек како Клековски, без знаење и без стручност, не може да се носи со ваква ситуација. Прво ја доведоа до оваа точка, потоа ги криеа подотоците и ја префрлаа одговорноста заради политички поени. Сега ќе доведат до сериозни последици за здравјето на жителите на Гостивар. Инаку, освен за развојот на текувната епидемија, министерот најави и податоци за, како што рече, неразјаснета епидемија во Гостивар во 2017 година, бидејќи во овој град, како што изјави Клековски, вакви состојби се случуваат периодично, а повеќе не смеат да се повторат. Остануваме на слична тема. 76 годишен скопјанец кој не патувал во странство се бори за живот на респиратор откако го каснал домашен комарец заразен со западно-нилска треска, потврди директорот на инфективната клиника доктор Фадил Цана. За жал, еден постар болен, 76 годишен, пациент, тој е потешко болен и е на Центарот за интензивна нега. Пациентот е на респираторна поддршка заради тоа што кај него е покритична состојбата. Додека другите пациенти се стабилни, инфекцијата е стекната во државата. Претежно се пациенти сите пациенти се од Скопје, но од различни населби, Илинден, Кисела вода, Газибаба. Македонија воведе современ систем со паметни камери за рана детекција на шумски пожари, кои веќе успешно спречија неколку потенцијални стихии во изминатиот месец. Оперативниот центар на ЦУК добива целосна прегледност на теренот преку технологија со вештачка интелигенција, а надлежните најавуваат проширување на мрежата со нови камери за целосно покривање на државата. Репортажа на Дејан Трајковски. Народот рекол стравот го чува лозието, но во случајов дефинитивно тоа го прави технологијата. Македонија го фати чекорот со европските држави. Воспоставен е системот со современи камери за рана детекција на пожарите кои ги чува македонските шуми, па онаму каде што има чад, сега побар го има екипи, што е клучно во борбата на терен. Оперативниот центар на ЦУК доби очи директно во шумските предели, со исклучителна слика од камерите кои се поставени на предаватели. Истите ротираат 360 степени и далечински се управуваат. Во случај на пожар, камерите зумираат и се фиксираат на местото од каде што доаѓа чадот, а во меѓувреме до операторите стига звучен сигнал и мејл на секоја минута, се додека алармот не биде виден. Неопходност од ваквиот систем е веќе видлива. Во изминатиот месец со помош на камерите спречени се неколку пожари кои биле закана да се претворат во стихии, вели првиот човек на секторот за операции и координации при ЦУК, Горан Стојановски. Да ги детектираме во зародиш пожарите. Што би значило тоа и што добиваме со тоа? Ова е дел од AI технологијата, која што практично е поврзана со софтвер кој што е лоциран во просториите на ЦУКот, кој што дава можност на јасна прегледност и дава можност на сигнализирање и дојава на таков вид на дим пожар, кој што се случува на просторот кој што го покрива камерата, камерата покрива во радиус помеѓу 8 и 12 километри, со јасен зум и контрола над движењето на камерата, практично ги детерминираме сите можни потребни показатели. Но камерите не го покажуваат само чадот, туку на оперативниот центар му даваат целосна слика и информација за теренот, по што може да се крои стратегија за борба против истиот, односно пристапност, каква механизација е потребна, колку и какви екипи да се испратат. Овој процес или систем на поставување на камери е далеку помоќен во однос на она што за нас значи проектирање на планирањето. Тоа е најбитната работа во делот на справувањето и водењето на операциите. За нас е многу битни пристапноста на теренот при гасењето
имаме патишта, какви категории на патишта имаме, типо и што можеме таму да употребиме од ресурсите, севкупно што ќе ги лоцираме на тој простор таму и секако доколку такво нешто немаме, тога знаеме дека мора да употребиме поддршка од воздухоплови. Во моментов се поставени 20 на камери, а Канал 5 го затекни со станокот на кој се утврдуваа позиции за поставување на 10 нови локации. Во предстојниот период бројката на камери треба да стигне до 50. Тоа е Седларево, добра локација има. Да, тој го дава цел кањон и убава визуелна. Сепак, целта е владата да го направи овој проект, имплементиран по заложбите на директорот на ЦУК Али, државен, да го одврзе кесето со што би се поставиле меѓу 150 до 200 камери, кои треба да ги покријат речиси сите шумски предели во земјата. Вестите завршија. Останете со Канал 5 и имајте пријатна вечер.